Задоволство да се биде дел од нешто што се гради. Така и овде во Велес, некако често пати сум присутен дека во Велес на покана на Марко, на градоначалникот. Бидејќи навистина гледаме дека Велес како град го трансформира својот лик и континуирано се реализираат проекти кои што ги реализира локалната самоуправа. Јас на Марко му честитам. Истовремено сакам да им честитам и на луѓето кои што се дел од Советот, од општинската администрација овдека во Велес, за сето она кое што го прават и кое што навистина денеска е многу тешко ова што тие го прават, бидејќи се соочуваме со една влада која што наместо да биде поддршка за граѓаните и да им помага, тоа е влада која што гледа на секаков начин да ги обструира оние општини каде што имаме градоначалници и мнозинство во Советот кои што доаѓаат од ВМРО-ДПМН. Затоа ја користам оваа прилика и на Марко како градоначалник и на луѓето кои што се дел од Советот, но и администрацијата во општина Велес да им честитам. Не помалку е значајна улогата и напорот кој што го прави Игор во рамките на парламентот. Навистина прават чуда и таму во парламентот да обезбедат денар повеќе за Велес, за некој проект повеќе овдека за Велес. Но за жал, повторно ќе кажам, имаме таква влада каква што имаме. Секогаш одговорот од таму на иницијативите кои што доаѓаат од ВМРО-ДПМН или од пратениците од ВМРО-ДПМН, одговорот таму е секогаш не или е негативен. Но како и да е, продолжуваме да се бориме за неколку месеци од денеска ќе имаме нова влада предводена од ВМРО-ДПМН и овдека во Велес ќе реализираме милионски проекти кои што ќе значат многу и за велешани, но ја и убеден сум дека на тој начин ќе пресоблечеме и самата наша држава Македонија, бидејќи знаете оној проект од 250 милиони евра инвестиции од централниот буџет кон општините ќе биде навистина еден нов ветар во грб и за градоначалниците, без разлика од која политичка партија доаѓаат, но и тоа ќе значи многу и за граѓаните, бидејќи ќе покажеме дека не се сите исти, дека ние сме различни и таа влада која што ќе формира ВМРО-ДПМН ќе биде влада на сите граѓани, без разлика дали е градоначалникот од ВМРО-ДПМН, дали е градоначалникот од СДСМ, од Демократската унија за интеграција, Алијансата на албанците, БЕСА или е независен или од некоја друга политичка опција. Битно е дека граѓаните го полнат буџетот и граѓаните заслужуваат да добијат нешто од не само од општините, туку и од владата. Цениме дека во еден 4-годишен мандат 1 милиарда евра вложување во основните потреби на граѓаните, канализации, водоводи, асфалт и така натаму, се она кое што на нив им треба. Уште еднашка честитам и ги охрабрувам да продолжат и понатаму и Марко и општината овдека да работат на она кое што беше ветувано во кампањата на изборите во 2021 година и да продолжат да докажуваат дека не сме сите исти, дека овие во владата на ДУИ поддржано од помалиот партнер СДСМ крадат, во оние општини каде што имаме градоначалници од редот на ВМРО-ДПМН, како што е овдека во Велес, градеа и ќе продолжат да градат во периодот кој што следи. И благодарам. Кој имате прашање? Синоќ изјавивте дека ако еден пратеник од ВМРО-ДПМН гласа за уставните измени, вие ќе се откажете од политиката. Од друга страна, слушаме постојано дека премиерот Ковачевски упорно тврди дека и се надева дека уставните измени ќе поминат до ноември. Како го коментирате овој негов оптимизм? Не, јас синоќ ќе кажав дека пред една година кажав дека еден пратеник да дивергира од она што е став на ВМРО-ДПМН, не затоа што ВМРО-ДПМН се инаети, туку затоа што тоа е став кој што е изграден во рамките на структурата на партијата и став кој што е изграден заедно со граѓаните во Македонија, кој што 80% се против уставните измени. И затоа велиме дека и токму тоа го кажав вчера, дека пред една година споменав дека еден пратеник да изневери довербата не само моја, не само на партиската структура, туку преди нација на граѓаните, тогаш не вреди вие да се занимавате со нешто што се вика политика. Кога како политичари ние треба да се грижиме за мнозинската волја на граѓаните, а не позади завеси, за ситни интереси, лични, предси и партиски, да изневеруваме волјата на граѓаните. А вчера тоа го повторив
поврзано со изјавите вие што го споменавте на Димитар Ковачевски, дека ВМРО ДПМН не гласало за уставните измени, тоа се види на нас собраниска седница на 18 август, дека е компактна пратеничката група, како индикатор требаше да послужи гласањето на расправа во собраниската комисија, каде што на таа уставна комисија, каде што се види дека немаат 2/3, на собраниската седница се види дека немаат 2/3, едва и собра 70 на пратеника. Тезата на Ковачевски е дека јас сум се борел и сум се грижал за мојата фотелја. Не знам каква фотелја, јас сум сепак научен работник, некој сум редовен професор на универзитетот и председател на ВМРО ДПМН. И само кажав и повторив дека како политичар бев единствениот кој што пред година дена рече дека еве, ако успеете да обезбедите еден човек, јас си заминав. Што рече Ковачевски? Па и да не поминали уставните измени, тој ќе продолжи уште неколку месеци да седи на политичката фотелја, за да може да договори уште некој тендер повеќе, заедно со неговиот коалиционен, во случајот водечки партнер, а тоа е Демократската унија за интеграција. Значи, тоа беше суштината на мојата изјава вчера, или накратко кажано, одговорот е дека ако некој зборуваше за политичката кариера, тоа бев јас пред една година. За жал, ете, и за среќа на македонскиот народ и Македонија, тие не успеа во тоа и редно е да се повлечат и да заминат и да организираме час поскоро презревени парламентарни избори. Така, кога сме веќе кај изборите, споменавте дека за неколку месеци ќе имаме влада предводена од ВМРО ДПМН. Зошто мислите за Ковачевски и СДСМ дека треба да прифатат предвремени парламентарни избори? Па затоа што очигледно дека тие не можат да го испорачаат тоа за кое што превземале обврски. А превзема обврски надвор од легитимитетот политички кој што го имаат, или во суштина, да бидам попрецизен, кој што го немаат. Ковачевски стана премиер откако им се случи онај историски дебакл на локалните избори и во првиот и во вториот круг на СДСМ и коалицијата во 2021 година, па замина комплетното политичко раководство на СДСМ на начин на кој што беше избран Ковачевски, откако претходно беше киднапиран еден или исчезна еден пратеник во парламентот. Ковачевски беше избран или инсталиран во парламентот без било каков политички и изборен легитимитет од граѓаните, и што е уште пострашно, потпиша национална катастрофа и капитулација позади завесата без да се консултира со најголемиот политички фактор во државата, тоа е ВМРО ДПМН, и покрај тоа што му нудевме поддршка. И она што е најважно, суверенот во државата, тоа е народот. И откако тој проект на Ковачевски и Пендаровски пропадна, редно е да одиме на предвремени парламентарни избори, бидејќи нема ниту една друга причина зошто тој да остане и понатаму инсталиран. Зборам во објективна смисла, во субјективна смисла има за нив, имаат тендери, имаат провизии, имаат други интереси кои што тој заедно со водечкиот партнер во владата дуи треба да ги заштитат уште овие неколку месеци. Но треба сите да знаат дека за неколку месеци од денеска ќе имаме нова реалност. И сите оние потенцијални партнери во криминалот на оваа влада треба да се свесни дека ќе има одговорност. Не знам колку пати ова треба да го повторам. Ако мисла дека се шалам, еве уште еднаш ќе им повторам, не се шалам. Многу сум сериозен. Затоа што на граѓаните во Македонија им е прекуглава од овакви политички измамници и криминалци. Мора еднашка за секогаш да ставиме крај, повеќе од 3 децении ја плячкосуваат и јуриваат Македонија. И многу сум сериозен. Ова треба секој да го разбере, многу сериозно. Актуелни се протестите на пензионерите и имаат ли поддршката од вас и вашата партија? И за тоа имаме став, и за тоа зборував дека тоа се луѓе кои што заслужуваат својот пензионерски живот да го поминат без да имаат грижа дали пензијата ќе стигне од први до први. И во услови кога имаме огромен криминал, во услови кога имаме исплатени 180 милиони евра, а немаме ни шајка заковано, нити лопата фрлено за проектот кој што требаше да биде капитален, во услови кога министерот за финансии, вчера го слушнавме, вели дека буџетот бил во одлична кондиција, најмалку што заслужуваат овие луѓе е токму тоа да нивните барања бидат исполнети, ако е точно се тоа кое што кажува владата. Наместо парите да се трошат и да бидат дел од сивата економија,
и да се трошат за криминал и сомнителни набавки во 4 очи, она кое што треба да се направи е веднаш да се седне, сериозно да се разговара со пензионерите и да се исполнат нивните барања. Нормално, повторно ќе кажам, ако е точно ова што све го зборува владата, дека буџетот бил во одлична кондиција, онака како што вчера министерот за финансии го кажа. Така и уште едно прашање околу изјавата на амбасадорката Агелер, каде што повика едноставно граѓаните да го кажат својот глас за влез во Европската унија. Ваш коментар околу? Се слагам, апсолутно се слагам со изјавата на амбасадорот Агелер. И граѓаните се тие кои што се суверен во оваа држава и тие треба на избори кои што би се случиле час поскоро да излезат и да кажат да за Европската унија, но и да го одберат решението како до тоа да во Европската унија. ВМРО-ДПМН има свое решение, го кажавме тоа јавно, СДСМ има свое решение, претпоставувам и други политички партии ќе излезат на тие избори со свое решение. Граѓаните се тие кои на тие избори ќе го дадат и ќе го кажат својот став час поскоро. Секој ден повеќе значи ден изгубен повеќе за Македонија. Јас го разбирам стравот кај СДСМ, тие знаат дека доколку одиме на предвремени парламентарни избори ќе им се случи уште еден историски дебакл. Го разбирам и стравот на Стево Пендаровски. Тој се уште се надева дека ќе биде поддржан од коалицијата ДУИ и СДСМ за претседателски кандидат, па си вели ако има предвремени парламентарни избори каде што ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе освојат огромен број пратеници, па зошто да не и мнозинство, тогаш логично е дека и претседателскиот кандидат од таа коалиција ќе го декласира евентуалниот кандидат Стево Пендаровски, и затоа и тој е уплашен, и затоа и тој од петни жили е против предвремени парламентарни избори. Но кога и да се случат тие избори, месеци се во прашање. Дали ќе се случат оваа есен или следната пролет, тие ќе се случат и нема бегање од волјата на народот. Она кое што е моја порака е да, јас сум веднаш народот да им каже на политичарите која опција ја бира. Дали опцијата што ја нуди ВМРО-ДПМН, опцијата што ја нуди коалицијата предводена од СДСМ, и да, за тоа да се случи се потребни час поскоро предвремени парламентарни избори. Да. Како оценувате посетата на Ескобар во оваа време? Па, како и секоја друга посета. Посетата на господинот Габриел Ескобар, ја ценам како секоја друга посета. В изминатиот период имавме многу посети од високи странски представници. Ќе ги слушнеме аргументите од таа страна, ќе ги кажеме нашите аргументи и од прилика содржината на тој состанок се надзира, ја знаеме која што е, така што секој добронамерен соговорник е добре дете. Секој оној кој што сака да ги слушне аргументите на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, на народот во Македонија, е добре дете. Тоа што сега се обидува власта, посетата на господинот Габриел Ескобар да ја представи како посета на условно кажано дипломатски булдожер кој што тука е повикан на помош од владата да врши тортура и притисок, тоа е веќе слабост на овие криминалци во владата. Тортура и притисок во 21 век никој не врши, а и да вршат притисок и тортура. Тогаш одбрале погрешни соговорници. Уште едно прашање, дали во ова време се врши притисок без ВМРО-ДПМН се уставни промени? Па не е тоа тајна, мислам, ако вие мислите дека на тие состаноци ние разговараме за времето надвор од канцеларијата или читаме поезија, тогаш се лажете, не е така. Тоа се состаноци каде што имаме озбилно аргументирање на позициите, траат со неколку часови тие состаноци, и ВМРО-ДПМН како политичка партија не го прави ова затоа што е инетлива, туку ВМРО-ДПМН како политичка партија и како коалиција ова го прави затоа што е загрижена за постоењето на македонскиот народ, за неговата иднина и за иднината на Македонија. И затоа во изминатиот период ВМРО-ДПМН како политичка партија често пати и покрај тоа што не беше консултирана кога беа прифаќани овие предлози, нудеше решенија. За жал, од политичките криминалци и измамници во владата тие решенија не беа прифаќани. И еве јас веднаш можам да
да се согласам дека, пошто ги слушам посебно пораките од некои помали политички партии, би рекол маргинални на политичката сцена во Македонија, дека нивното однесување ќе било преиспитано, дека тие ќе провереле уште еднаш нивната политичка агенда. Мојата порака до нив е дека ВМРО ДПМН од мали глувчиња не се плаши. Да, ви благодарам.